Сопственикот на Пулс, каде загинаа 63 лица, не чувствува вина за трагедијата. Да знаев дека дискотеката работи со пропусти, сигурно ќе ги отстранев, говореше низ солзе во судницата Дејан Јованов. Цели 9 месеци сум затворен во 4 зида. Секојдневно ја преживувам таа трагична ноќ. Не можам да поверувам што се случи. Вина не чувствува ниту сопственикот на фирмата преку која Пулс работела како подружница, а за невин се смета и синот на Јованов, кој според обвинителството го договорил настапот на ДНК и употребата на пиротехниката која го предизвикала пожарот. Сакам да изразам сочувство до сите кои што се засегнати од пожарот, бидејќи и јас го изгубив мојот најдобар другар и девојката со која што бев цел живот. Негирањето вина ги налути роднините на загинатите кои го следат судењето, па со извици и негодување се спротиставија на тоа што говореа обвинетите. Одбраната на Јованови вината за трагедијата ја лоцираше во групата ДНК, бидејќи без нивно знаење била внесена пиротехниката. Гледаат и институционална одговорност. Велат, ако имало пропусти, требало надлежните да постапуваат. На Дејан 13 години наназад надлежните институции му издавале дозвола за вршење на угостителска дејност со непречно утврдување дека ги исполнува во целост минимално техничките услови, бидејќи доколку тоа не било така констатирано, немало ни да има важечка лиценца за да врши угостителска дејност. Собственичката на проектантската фирма рече дека таа не го направила планот за дискотеката, а документот кој таа го изработила во 2012 важел само 6 месеци, а потоа се до денот на трагедијата бил злоупотребуван од собственикот Јованов. Се создаде впечаток дека истата е проектант, односно креатор или творец на клубната дискотека. Но тоа не е така и тоа ќе произлезе од доказите кои ние ги предлагаме. Секој од обвинетите кажа дека не се чувствува виновен. Поранешниот градоначалник Папазов рече дека се работи за конструирано обвинение, додека екс-директорот на ДЗС Шабан Салију случајот го нарече правно неоснован и политички мотивиран. Судењето продолжува во четврток со воведни говори на обвинетите и нивните адвокати. Зоран Јаневски, Сител телевизија.